Ова издание го започнуваме со еден од најдобрите тату артисти на нашите простори, а и пошироко, Марко Тасевски, Индиго. Тимот на Бекстејдж се наоѓа во Индиго студио, заедно со еден од најдобрите тату артисти во Македонија, може да кажам и пошироко, Марко Тасевски, по втор пат мислам пред објективот на Бекстејдж. Како си денес, Марко? Фала на убавата најава, јас сум фантастично, секогаш пред Бекстејдж сум многу добар. Ете, да започнеме со нешто едноставно. Што мислиш, имаш доста напредок, прво ќе кажам, во последните години, иако од секогаш си бил добар уметник, тоа во претходното интервју го сведочевме. Што мислиш дека правиш поразлично сега од пред 5 години? Од пред 5? Па ја мислам дека правам поразлично од сега од пред месец, а не од пред 5. Мислам, тоа е поентата на секој уметник, да се надоградува, да не стои уместо, да се такмичи сам со себе, да се напреварува и да бидеш подобар секојдневно. Мислам дека треба различното, не знам, квалитет на тетоважи, дизајн, професионалност, растеме ние како луѓе, како карактер, како личност. Така да многу работи се сменети од пред 5 години, а Индиго прави во ноември 5. Така да ете, пред 5 не ни постоело Индиго, ама се менува доста работи. Да мислам дека ако не се промени ништо одреден период, треба да се запрашаш или да престанеш со тоа што го правиш, или да паузираш малку. Добра бројка сум одбрала, токму поради тоа што секојдневно се трудиш да бидеш се подобар и подобар. Кога последен пат кажа дека ова ти е недобрата тетоважа? Тоа никогаш не го кажувам. Ама најдобра, исто како музичарева да ги прашаш кој има најдобра песна, нема да ти кажат така, кој ќе ти кажат. Сите тие си се драги на посебен начин, сите наши дела што искачаат од нас. Обично тоа што ни е последно, секогаш ни е така по дека е свежо, дека е тази, ама да кога последен пат сум кажал дека ми е нешто омилено, тоа ти беше прашањето. Не знам кога се десило, зашто не можеш да ги рамниш тие работи, а и секогаш сметам дека може подобро и многу често не сум задоволен од самиот себе и од тоа што го... Не, стварно, дури се сомневам као искрено, она импостер синдром се вика тоа. По дефиниција дека се сомневаш своите способности и квалитети, дека не знам, го имаат често уметниците, тие што се бават со било каква уметност, не само ликовна уметност. Можеби тоа е двигател кон тоа да бидеш се подобар и подобар, тоа импостер синдром. Најверојатно, да, зашто ако си цело време, не знам, задоволен и се тапкаш у гради као јас сум најдобар и се не можам да утнам, знаеш, перфектен сум, не е толку добро тоа, мислам дека, искрено. Нема тоа да те бутка така, нема да те гура, нема да те гради како артист. Те познаваат сите, бидејќи се често си во друштво со инфлуенсери и со уметници, со артисти, и се дружите и приватно, доаѓаат овде и се тетовираат исто, но сега имаш еден нов концепт, Ink and Drink, на кој што тимот на Бекстејдж присуствуваше, ќе им оставиме на гледачите да видат за што точно се работи. Како се роди оваа идеја? Вака, тоа како концепт кај нас е прв пат, ама слични концепти мислам постоеле и постојат и на Балкан. Нели она кај што си пиеш вино и си сликаш и слично, тоа постоело, не сум измислил топла вода, ама ова кај што се тетовира на вештачка кожа и кај што имаш нели алкохол и слични работи неограничено, нема никаде на Балкан ни пошироко. Ми излезе некаде на TikTok, мислам дека идејата најблиското нешто ни беше у Австралија или Канада и си реков, ева е многу добро кај нас да се донесе и да се направи. Ми требаше неколку месеци организација, мислам дека е многу уникатно и невидено кај нас, само што му треба време да се, знаеш, многу мислат дека таму ќе се тетовираат, никој не се тетовира, таму идеш ти да тетовираш и да учиш. Многу мислат дека ако не знаеш да црташ, дека не треба да одиш. 90% тие што идат врска немаат. Тие инфлуенсери што ги спомнав, не се цртачи и јавни личности, они дојдоа да испочитуваат и да си поминат. Никој, значи не треба да одиш таму ако си професионалец. Има инструктори таму, се си е безбедност, има вештачка кожа, машинка бежична за тетовирање, едноставно да одиш да пробаш ново искуство. Значи може било кој сака да дојде, така? Точно, еве, гледаш само тие прашања што секојдневно ги добивам. Ама најверојатно да се текна време ќе стане тоа јасно дека кој сака може да дојде. Ја направив малку забуна на почеток, што првите месец-два само јавни личности доаѓаа и многу мислеа дека е само за нив. Као кој отвара бизнис само за јавни личности, ќе пропадне одма така. Кога ќе помине време,
По што сакаш луѓето да го паметат Марко Тасевски? Дали може би по делата, дали може би по тоа каков си ти приватно, како лично? Добро прашање. Па по делата, искрено. Зашто мислам дека сум за тоа тука. И по Индиго, по тетоважите, да, ама тие нема да останат. Тие пак ќе си отидат. По делата, да. Но ништо не е вечно, кој ќе видиш, така да. Да, веќе ни тетоважите не се вечни, ако порано беа, да, сега. Се вечни, ама кога, тогаш и тоа ќе... Ласер се отстрануваат веќе за тоа. Да, ама не е она комплетно 100%, пак имаш лузна и слично. Дали можеш да ни издвоиш една личност од нашата македонска естрада која што ти била најтешка за тетовирање? Сигурно нема се налути, баш ке се смееме за ова. Нешто да било тешко, дали може би се предомислувале цело време или не знам, не можеле да издржат цела сесија? Има многу. Мислиш нема се налутат? Не, гарантирам. Еве еден бивш ваш колега. Миро е доста комплициран за тетоважи, ама на крај наоѓаме пак некој НЗС. Мислам, хипрактиен си, не може да седи у место, не можам долги сесии, малецки тетоважи, ајде толку. Тоша Зафиров не седнува без анестезија. Ни минута, нема шанси. Али тоа се си има одговор на тоа, не дека сега го осудувам или слично. Со тек на време, ја не трпам болки, мене боли. Со тек на време, особено тие што вежбаат, посетли име кожата и слично. Така да ги има многу, сега ајде да... Например, ти се случило некоја позната личност да дојде да има закажано, може би да ти дојде соштение да ти кажам, може и него да го вметнеш таква ситуација. Тоа се случува многу често. Случува и правиме компромис, мислам се снаоѓаме, да. Еве Тара Симов е мислам и она си бара анестезија секогаш, и она нема шанси без. И она не може да долги сесии со нејзе исто треба малку да се исхенала по оваа ситуација. Али се снаоѓаме во секоја ситуација, мислам.